Зоран Јаневски, кој од синоќа го исчекува завршувањето на распитот на поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, еден од осомничените во овој случај, за кој пред малку јавниот обвинител Куцевски соопшти дека и за него ќе биде побаран краткотраен притвор до обезбедување на доволно докази за добивање на статус на осомничен. Зоран, што знаеме за распитот на Бектеши? Да, според последната информација на државниот обвинител Љупчо Коцевски се бара краткотраен притвор за поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши. Тој пак од доцна синоќа се наоѓа токму овде во полициската станица Карпош, каде како што рече неговиот адвокат Еленко Миланов, првин бил повикан на информативен разговор, но непосредно пред да ја напушти полициската станица било побарано тој да биде задржан. Па така од вчера, од доцните попладневни часови, па се до овој момент се наоѓа внатре во полициската станица Карпош, поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши. Пред околу 1 час дојде овде и неговиот правен застапник Еленко Миланов во изјава за медиумите рече дека нема правен основ за покренување некаква одговорност против Бектеши. Ја имаме неговата изјава, да ја погледнеме. Вечером инспектува. Времето 24 часа. А обвинителство има покрената некаква постапка? До 14 часот немаше ништа во судот као известување, а друго не можам да видам. На кои околности он е повикан тука? Кој да? Првото е што нема правна квалификација. Тој е повикан со покана на информативен разговор на тој што се јавил и по информативниот разговор е побарано да биде задржан за понатамошни проверки додека Министерството провери што и како. Само тоа, ништо друго не му кажа. Ништо друго нема околу него, така да толку можам да ви кажам. Сам е во полициската станица? Мислам, нема други осомничени со него? Не знам и да има, сигурно не се заедно, така да него го видов и тој со него само може да има. Поранешниот министер за економија Крешник Бектеши не е единствениот за кој се бара краткотраен притвор, со оглед на тоа дека првиот човек на Министерството за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција рече дека се побарани повикани на распит вкупно 5 на вработени од Министерството за економија заради фалсификување дозвола за работа на дискотеката во Почани. На распит во полициска станица, односно на информативен разговор, била повикана и државната секретарка Размена Чекиќ, тоа и уште 3 лица. Како што информираше министерот за внатрешни Тошковски на подрачјето на СВР Скопје и СВР Тетово, на информативен разговор се повикани вкупно 5 лица. Во текот на вчерашниот ден бил направен и претрес во дом и други простории, каде што биле одземени документи, оружје и муниција и дека целата постапка е се уште во тек. Да повторам само дека овде во полициската станица се уште се наоѓа поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и нејасно е каде тој ќе оди. Информираат дека веќе имам изјавата од министерот Тошковски, но предлагам. Во полициска станица на подрачје на СВР Скопје и СВР Тетово се приведени вкупно 5 лица, со кои се обавуваат разговори од страна на полициски службеници, меѓу кои е и еден поранешен министер. Во 17 часот од страна на јавен обвинител издадени се наредби за претреси во дом и службени простории на 2 лица, службеници во Министерството за економија. При извршени претреси одземени се техничка опрема, документација, оружје, муниција и така натаму. Да, поранешниот прв човек на Министерството за економија Крешник Бектеши е се уште овде во полициската станица Карпош и во зависност од обвинителството ќе зависи при изрекување на тој краткотраен притвор дали тој ќе биде транспортиран во судот каде што се одвива целата постапка или пак можеби овој краткотраен притвор ќе му биде изречен токму овде во скопските судови. Зоран Јаневски.